Комичен Мегахерц. Што би рекле моите пријатели, пикантери конечно на радио денеска емисијата за шпекулации популарна меѓу народот како Комичен Мегахерц, емисијата каде што може да ги слушнете сите трачеви за нашата естрада. И не би морало тоа да значи ништо, бидејќи некогаш изборуваме и за театар, бидејќи ние сме од театар комедија, ако кажам уште еднаш, бидејќи тоа ќе биде бидејќи немам голем вокабулар на зборови. И изгледа очигледно дека сум сам, а мојата понежна половина одбива да одговори на својата повиканост тука во оваа емисија и џабе се платени некои луѓе кога не се извршуваат својата работа, а вие што го возите вашето возило, се надам дека можете да ги забележите на автобусите на на ЈСП, прекрасните девојки кои се реклама за некоја долна облека. Јас да би бил таксист, ќе уживав во таа гледка и постојано ќе го следев автобусот со тие реклами. А инаку денеска е 11 ноември, тоа е 316 ден во оваа престапна година според Григоријанскиот календар, остануваат уште само 50 на дена до новата година да одлучите каде ќе ја славите. Јас напомнав дека на плоштадите низ Македонија ќе има богата програма, но за тоа се уште не откривам ништо. Инаку тука сум јас Атанас Драк. Зошто сме скарани, драг Жаре? Не сме скарани, драг Атанас, тоа само така звучеше. А знаеш дека вака полека. Слушав едни емисии на нашите радија и има вакви сценарија како демек се скарани водителите, демек нешто. Знаеш, за се поинтересни. Не, ама јас ги разбирам, ја водат емисијата 45 години, сега мора да смислуваат нови ствари. Нешто мора да ние сме трета година, не мора да смислуваме ништо. Не е ни полна нашата трета, така да ние тек проодуваме. Може и малку грицкаме со запчињата што туку излезени. Инаку морам да кажам дека како по обичај вие што не верувавте во магијата на Комичен Мегахерц, погледнете надвор од вашите прозори и ќе видите дека огреа сонце надвор, а огреа и сонце во вашите домови преку звучниците на вашите радија или преку YouTube-от и компјутерите и звучниците на вашите телефони или како и да е, ние сме тука да го освежиме етерот на македонската сцена. Магијата е што денеска е петок и ова е ваш последен ден на работа, значи на тоа биро каде што седите сега ќе станете ќе го напуштите за неколку, може да си го скратите денеска денот бидејќи сонцето уште малку ќе грее, а вечерва ве покануваме во театар комедија, малку да се посмеете на представата Многу врева за ништо од Вилијам Шекспир, другарот на Жарко. Точно така, представата Многу врева за ништо во режија на Дејан Пројковски, во изведба на ансамблот на театар комедија. Дојдете, креациите се одлични, Атанас брилира во таа представа. Просто е како човек кој што е ставен на 380 волти и не застанува цели 2 сати. Замислете дали како е тоа. А не, таа истата. Атанас е секаде. Ако сакате да го запознаете Атанас од блиску, лелеј, ова беше веќе. Јавете се на бројот. Да. Не, пишете ми мене на Facebook и јас ќе запознам лично. Денеска правиме еден друг експеримент бидејќи секунда Атанас, една минута молк за сите дами што поминуваат пред нашето студио да ги поздравиме. Штета што тие не поздравуваат нас. Бидејќи оцијаот од излогот наш е преголем и они не можат да видат, Жарко, дека ти си тука, но кога би знаеле. Точно така. Пашка не знаат веќе кој јас и ти веќе сме исти со качкети и со очила кафени за сонце. Сакам да кажам, денеска правиме еден експеримент. Пробајте да си изрекламирате самите пред вашето друштво или пред колегите. Значи дојдете им, они ако се собрани на кафе пауза, кажете им јас сум најдобар во тоа и јас најдобро го правам ова. Тоа ќе ви помогне за подкрепање на вашето его и самодоверба, а ќе ви ги влоши и пријателските односи со колегите, затоа што не сакаат сите да слушаат како се фалиш. Точно така, јас од лично искуство знам, имам еден таков многу близок другар и колега кој што мисли дека во се е најдобар и цело време вика јас сум најдобар. Но да ви кажам дека тоа успева затоа што стварно го бива човекот и стварно е добар и така дава еден мајнд кој што вика дека стварно е најдобар и јас ви топло ви препорачувам да го пробате овој експеримент што Атанас ви го предлага и ви го предлага Комичен Мегахерц и официјално преку оваа програма и да видите дека ќе станете навистина најдобри. Програма за лечење Комичен Мегахерц. Се надам дека ќе излечиме многу од вашите паднати чувства, паднати работи.
пречки. Се извинувам. Значи Как знаеш кога на телевизија ќе направат нешто па дават едно и пишува пречки? Што би било на радио кога ќе се тресне ваква тоа глупост? беше на времето сметње би рекле Од режија. србите. Сметни бре. Тоа е гениалноста на режисерот, дека тоа е програма која оди во живо и Да. он одлучува кога ќе го стисне тоа дугме, знаеш. Он го има магичното, не значи тоа ништо. Вчера гледав доста интересен филм поврзано со овој муабет, некако се вика Money Monster со Џулија Робертс и со Џорџ Клуни. Значи типот е водител на емисија која што се бави со Што ги презентација на крадат за брокерство, ајде за Уол Стрит, и доаѓа еден тип кој што изгубил пари, ја вложил во некоја компанија и во живо значи мора да значи влегува со пиштол и во живо мора да оди емисијата. И тука се гледа умешноста на режисерот кој што ја води емисијата, затоа што има човек со пиштол кој што вика ќе ви убијам сите и со бомба, ќе го разнесам цело студио, доколку не оди емисијата. И сега таа мора да се снајдува што и како. Значи погледнете го Money Monster, ќе сватите за што зборувам, затоа што вака звучи како што збори овој бе брат. Да. А инаку ако сакате да сте пар како Џулија Робертс и Џорџ Клуни, Да. ќе ви биде малку потешко бидејќи тие операции, тие зафати чинат многу. А ако сте богати, приуштете си и личете на Џулија Робертс. А доколку сакате да сте пар како Џулија Робертс и Џорџ Клуни, одберете си девојка или девојките одберете си дечко и дојдете вечер во театар комедија и гледајте ја многу време за ништо, ќе ве сплоти представата затоа што представата е за љубов. Љубов, последната композиција на PMG Recordings и фантастична номера што може да послушате. Послушен си како послушување. Некако нашиот јазик Забавна. А зампа. уште има забрана. Пушта има забрана. Не, ама нема за сите. Јас почнам видов дека има и ајде, не е Не важно. што пушта. Значи вака само да ви го прочитам репертоарот за предстојниот период. Вечерова е представата Име. Значи следно во Не бе вторник. вечерва, како вечерва е представата, многу време за Многу ништо. за ништо, гледам дали ме пратиш. Следна е представата Имеата нас во вторник на 15 11. Случајот Хармс е на 16 во среда, на 17 во четврток е Лиси Страта. Вардарски пастови е на 19 19 Вардарски пастови, повторувам, 19 Вардарски Добро е пастови. во ред до тука. Значи да повториме на 15 имате представата Да. Име, тоа е интересна Комедија Ла Преном. комедија. Да, на 16 кој рече дека имаме? Случајот Хармс. Случајот Хармс е таа представа би сакал да ви ја предложам. Значи ако сте дома интелектуалци си мислите јас знам се, дојдете да видите што мислел Хармс во својата глава. Едноставно ова е како тизер, како тизер не ми се добаѓа како збор, мене ми се добаѓа како закачка. Закачка, да, затоа што Хармс бил човекот на своето време, човекот кој што бил прогонет од сите страни на светот, човекот е Даниел Хармс. Дојдете да ја погледнете представата и после слободно можете да дојдете во бифет да кажете дечки јас сакам да разговарам за представата нешто. И ќе си го најдете седнеме. Илија Илиовски и разговарате си со него, И ќе ви бидејќи каже- само го прочита текстот. Ќе ви каже се. Инаку денеска, дами и господа, една тажна вест. Денес не напушти доајенот, легендата на музиката, еден композитор и еден музичар кој што остави голема трага во светската музика, се викаше Леонард Коен. Денес ќе ја посветиме емисијата на Леонард Коен и ќе слушнеме нешто од Леонард Коен. Уживајте. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си го слушамо на 99,3. И не знаеме што ти кажеме вас, да ви кажеме на вас кумановците. Инаку поздрав за сите што работат во архив и што си кажуваат вицови за националности. Поздрав до сите луѓе што сте на пауза сега, купете си сапун. Тоа е на реплика. Обожавам вакви завршетоци без крај. Да се бањате после Го слушнува гениалност. Обожавам вакви завршетоци без крај. Така. Така, нашата љубов е завршеток без крај. Секојаш Завршеток. завршува, но никогаш не е Престанува. крај. Така е, водете љубов вечерва, затоа што е 11-11. Секое дете зачнато на 11-11 Ќе се роди по 9 месеци подоцна. Тоа е вистината. That's it. А инаку баба ми е родена на 10-10. Ова е стварно небитен факт, ама со Жарко си разговарам. Да. Татко ми е роден на 12-12. Немаме човек у фамилија што е роден на 11-11. А Гледаш? така ви се, тебе и така ти се погоди. Јата на Сатанасовски роден на 11-11. Тоа е заради идиотизмот на мојата глава. Јас бев многу глупа од дете. Кога се презивавме Јовановски и вика како си Атанас и вика ај пиши му Атанасовски и нека си знае како името и презимето и така ме вика. Атанас и презимето ми е исто како името. Браво, шупање зуби бев со ночари и си деме кошка затоа. Сега Ги кошкаш ти! не кошкам ништо, ама мислам дека
Ке убијам. Не. Добро е, Атанас, добро е да се вратиме на Леонард Коен, значи додека Атанас си ги собере мислите, јас само ќе прочитам дел од титулите и почестите што ги има добиено овој великан. Во 1968 година Коен ја добива наградата на главниот гувернер во категорија за поезија или драма на англиски јазик, значи човекот бил и поет и писател, има напишано преку 10 книги. Во 91-та Коен е вклучен во куќата на славни канадски музичари. Во 93-та година Коен ја добива наградата Јуно за најдобар машки вокал на годината. 94-та Коен добива уште една награда Јуно за најдобар текстописец. 96-та добива орден на будистички свештеник. Треба да се провери што е ова. Во 2003-та станува носител на медалот Редот на Канада, највисоко признание што може да го добие еден канаѓанин. Во 2004-та прекрасни губитници е избран за вклучување во изборот Канада чита 2005 година. Значи во 2006 година Коен е вклучен во куќата на славни канадски текстописци и така натаму и така натаму. Значи не боли, туку најбољи. Не боли, најболи. Така е. Ленард Коен, слава му. Ленард Коен. Као минута? Не, готово. Радиската минута е многу кратка, точно така. Да. Вака, вие имате опции за вечерва, тоа е представата многу врева за ништо во театарот комедија. Шекспир е, стих е, интересно е. Музиче има. Да. Има еден бенд што свири музика таму. Во пар е интересно да се гледа затоа што има љубовен е плотот, тоест Плодот? Да, и плодот, и плотот, и како се вика, содржината. Содржината, да, и суштината на целото е многу интересна. Потоа имате опција да дојдете во бифето на театар комедија, пабот комедија, па да се подружиме малце, ќе има нешто свирче, музиче, ова, она. А сите растрчани дами ова утро намалете брзината затоа што можете да се удрите со некој и да ви се случи љубов. Се надевам дека нашата претходна емисија ја изслушавте на музика, ајде Атанас, на YouTube, затоа што ја снимавме во 5 типол са бајле, затоа што не бевме тука минатиот петок, бевме во белиот град Белград. И доколку не сте ја погледнале, искуцајте на YouTube со кириличен фонд се разбира комичен мегахерц и слушнете ја и таа и сите други наши кои што не сте ги слушнале емисии, затоа што многу е битна содржината на нашите емисии, информациите кои што ги кажуваме со мојот колега Танасовски. Така, а сите што се сега на пауза е во државниот архив, поздрав до сите нивни колешки и убаво е секојаш да се поздравуваат колешките. Апсолутно е така. Иначе исто така да оддадеме една минута молк за сите оние кои што не се согласуваат со новиот председател на Америка. Заврши минутата молк, ти благодарам режија што го намали фонот и да дадеме еден појак фон за сите оние кои што слават за Трамп во моментов. Тоа, ви благодарам многу, комедија ги поддржува секогаш одлуките на нашата држава, братската Америка. Атанас, да се вратиме во етерот, Атанас се загледа некаде замина со мислите во... некакви политики што, не знам... Не знам ја што е ова, зошто така? Не знам зашто би ги спомнувале, навистина немаме интерес ние никаков, ние сме реклама за театар. Реклама за театар, па да, ова целото беше еден мал театар, не знам дали виде. Така, јас се слагам, ти си 2-3 степени над мене, јас сум испод. Во ровот се борам, а ти си гледаш од згора војна генерале. Тоа беше познатата реплика од филмот кога кучињата ќе стивнат. Кога кучињата ќе стивнат веќе не лад, дами и господа, да знаете. Иначе, можам да ви кажам дека октомвриски муд, октомвриското чувство во месецот ноември... Имаш ли ти муд? Да, каков е твојот муд денеска? Дали моџото ти е дигнато? Дали твоето моџо е супер? Доколку не е така, пушти си ја песната I got my mojo working и нека ти проработи моџото, нека те измоџира. Баш така, а ако се шептен депресивно, а си машко, пушти си ја песната Manish Boy од Muddy Waters и ќе видиш 7 минути што значи да се фали еден црнец во твое присуство и ќе видиш дека и ти си посебен, затоа што не е само он. И сите сте вие посебни, а за да се чувствувате најпосебно... Одете денеска вашите другари, како што кажа Атанас, и кажете дека вие сте најдобри во се и кој ги пип, сите останати, затоа така што ти си тој, а тие се само тие, а ти така си ти. Оди и речи им, јас сум најдобриот кошаркар во нашето друштво. Ако сака некој ден земете баскет и одете надвор на улица, пресметете се, а потоа одете на лимонада. Инаку морам да го напоменам, ова Атанас се разбира ќе ме поддржи, значи во понеделник почнува светското првенство во серва. Тоа е игра кај што се сервира со нога, се игра на терен кај што има мрежа, се игра двојки, тројки,
и четворки ми се чини парови, каде што се сервира со нога и цела игра е со нога, се игра до 10 или до 21, зависи. Ние имаме репрезентација на Македонија која што ќе оди на тоа светско првенство да се такмичи, за сите кои што не знаат, ќе знаат сега, и таа репрезентација македонската е четврта во светот. Сега ќе оди, ќе се такмичи за злато и дај Боже да се вратат и со медал. Најмалце бронза. Немој да очекувате, Македонија е сепак четврта во сервис. Јас ви викам дека дружбите во мало сепак се исплателе некаде, а поздрав до Петар Стојановски, нивниот капитен, предпоставам дека е на репрезентацијата, човекот кој ја предводи македонската фаланга, не е зборот. Фалангиче мало затоа што се тројца, но сепак јаки. Кој сака нека дојде на серва или дојде на мрежа, ќе видиме кој има подобар скок и блок. Точно така, ти дојди на мрежа, јас ќе сервирам. Така е нивното мото. Така и тенисерите, као вечер дојди на мрежа, срце. Дојди на мрежа. Ќе ти дам преку еден мрежа, ас. Ќе те сервирам, ќе ти сервирам ас. Тие што биле во врска со тенисер знаат што зборам. А тие што биле во врска со тенисерка, знаете што значи вечерта помината со на ас. Не, тенисерките имаат, ова дрежја ме провоцираат, вие не можете да чуете. Тенисерките имаат еден посебен призвук кога прават работи што ги возбудуваат, посебно кога играат тенис и кога вложуваат напори, имаат Да. Така е, да, браво. Е такво, баш. Да. Е така. Значи, знаете што значи да бидеш со тенисерка. Да. А за тие што не знаат, значи петок е денес, најдете тенисерка, отидете и кажете и здраво, јас сакам да бидам со тенисерка и да го слушнам тој мил призвук на И имам рекет. Дали сакаш да сервираме, да бидам јас твој ас, а ти да ми дадеш рекет? Рекет не правете по кафичи затоа што имаат security дивно, може да настрадате. Да, но затоа можете да земете рекет од тенисерка и да се мечувате со рекетите, да отидете. Мислам дека е време за музиката на Топче во далечина. Топче во далечина, значи како што кажавме, денес емисијата ја посветуваме на Ленард Коен и ќе одиме со негова песна. А за сите оние кои што сакаат да го слушнат Леонард Коен во живо, јас вечер на цената на театар комедија ќе изведувам песната Алелуја во негова чест. Дојдете и слушнете. Ова е најако. Ја вечера во представата имам мини концерт. Да, ќе изведувам песни на Ленард Коен. Посебни карти се продаваат. Така да дојдете ако сакате да слушнете моја изведба на Алелуја, а сега ќе одиме со Ленард Коен. Ајде, живејте. Жаре. Ајде, идеме. Јас сум брзи, а вие слушате Комичен Мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. PMG ретко те гледам со девојка, те гледам секој ден, тоа беше джинглот од нашата емисија. Инаку тоа беше брзиот представата Вардарски пастови. Представата ќе можете да погледнете за сите што не прашуваат на 19. Побрзајте до утре најкасно да си резервирате карти доколку сакате да ја гледате Вардарски пастови, затоа што се продава како алва. Тоа беше една изрека таква. Алва е нештото што Женско од Алварес. Така е. Керката на Алварес е Алва. Алва. А Алфа е програма, а Алфи се исто програма, само се поагресивна. Сгрешена програма. Добре, ајде претеруваме. Да, Алфа Ромео е извинете, кола, се шалев. поздрав, да, сите вие што не су кленоски. Ао! Вака, сакам да кажам дека утре, денеска е 11, така утре е 12 И Вардар игра со Киелце во нашата сала во аеродром. Јане Сандански е салата. Инаку се зачешав жарко, затоа малку мислата ми се растрепери. Инаку сакам да ви кажам дека сите скопјани, сите обожаватели на Вардар ве очекуваме утре во сала, затоа што Вардар сега ќе му треба најголема поддршка и прогласен е овој меч за мечот на колото во Лигата на шампионите. Значи дојдете и дајте поддршка за Вардаре, а Вардарски пастови представата со истото име како тимот е на 19. Точно така, видов, нешто маестрално ми прелета тука на екранот, морам да го сменам одма затоа што ме фаќа смеа. Но, исто што сакав да кажам, петок е ден каде што сите се радуваат за предстојниот викенд што доаѓа. Значи, не се радуваат толку за викендот, колку што се радуваат за вечерта петок и саботата вечерта, затоа што во неделата ќе може да се одморат и не се на работа и хенговерот, тоест мамурлукот ќе може да си го поминат дома во кревет до своите најблиски со топла супичка, чорбичка или чајче. А сите вие, како што напоменав, што немате што да правите вечерва,
има останат уште неколку карти, дојдете, резервирајте ги, тоест купете ги и дојдете да ја гледате представата. Многу време за ништо, каде што Крем супа нема да се дели. точно така, каде што мојот лик и ликот на Атанас не еден во друг, но во различни женски се заљубуваат, патат, се смеат, плачат заедно, имаат и бенд заедно, свират заедно, така да ќе слушнете неколку верзии на интересни песни и една рековме ќе посветиме, јас светувам на Леонард Коен, тоа ќе биде песната Алелуја, се надевам дека ќе извежбаме до после за сите оние на кои што сме ветиле да ја слушнат. Нека не ве фрустрира љубовта. Толку е мислата. Нека Да. не ве фрустрира љубовта. Поздрав до сите љубови ваши, поздрав до мојата љубов, поздрав И до мојата љубов. Да. Најинтересни ми беа тие како љубов кон книгата. Љубов кон миленичето. Не, кон миленичето има. Па затоа што милениче може да биде и баба. Милениче може да биде и Дедо. зелка. Се може да биде милениче. Да си ја милуваш, да. Значи, си ја толку земаш сте- селка, ти си кажеш, мило, мило, колку се ќе те јадам, Да. тоа ти е Миленичево сме. А ако исконзумираш некакви опасности, зелката може и да збори. Точно така, пријателството понекогаш може да се претвори во љубов, но љубов во пријателство никогаш. Тоа беше еден цитат од една представа која што ја игравме јас и Атанас, се викаше Стари миризби. Тоа беше представа за двајца млади, веќе не се игра, тоа беше представа за двајца млади другари кои што се заљубуваат во одредени женски, потоа патат и многу им е тешко во животот, така да подобро што не се игра приказната овој, како се викаше, представата, затоа што многу ни беше тешко после секоја представа, една мала исповед моја, после таа представа секогаш јас и Атанас одевме во бифе и пиевме до раните утрински часови сокче. Сокче, да, цедено сокче од портокал и до толку ни стануваше лошо што на крај повраќавме. Инаку Атанас би те замолил нешто да кажеш и ти за представата, затоа што Не би сакал да коментирам таа представа, едноставно тоа е рана во моето срце и рана. Тешко ми е. како, рана пролет. Да. Рана е истиот збор што се користи и за рана како на телото и рана за како порано да дојдеш да се напиеме кафе. Ги поздравувам сите луѓе кои што се моткаат околу нашето студио како ретки покемони. Може да видиш тука некој застана ти се врти и се врти и си ако викаш сакате што е. мајтаплак да направите еден, земете го вашиот мобилен телефон, стиснете тараба 31 тараба и свртете го бројот на тој што сакате да го зезате и на него нема упишува кој го бара, а вие можете да го искористите вашата фантазија и да го смените гласот и да го зафркавате дека се вувате од пошта и дека и нема платено сметки. Како идеја, а сите други фантазии ви ги оставаме на вас, вие можете да смислите повеќе работи. Поздрав до сите жени во подоцнежните години. Инаку сега ќе ни го кажат бројот на нашето студио, ве молам ќе ни се јави доколку некој сака да си. Значи 02 31 31 332 02 31 31 332. Јавете се на овој број доколку сакате и ќе можете да си помуабетите со мене и со Атанас доколку сакате за било што. Чекај, ве молам, нешто имаме проблем со режија. Што ви треба? 02 31 31 332. Доколку сакате, јавете се во нашето студио и ќе се помуабетите со мене и со Атанас. А јас добив порака Атанас од еден фан и ми вика, ве молам, знам дека сте комичен мегахерц, би сакал да кажем една шега. Значи вика вака: знам да те одвлечкам во кревет, да те скршам, да те препотам, толку да те обземам за да се тресиш дур ме имаш во тебе, телото да ти гори, твојот грип. Добро. Имаме слушател. Имаме. Да, хало. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Сакам да ме прашам како сте? Добро, со кого разговараме? Со Игор. Игор, добро сме ние, како си ти? Одлично. Дали ти се бендисува нашата емисија? Да, ја ве слушам секој петок, средношколицу ми. Супер сте, топ. Баш ни е драго, Игор. Игор, кажи ми, дали сакаш карти за вечерашната представа многу врева за ништо? Па не би можел вечер да стигнам затоа. А ти се јави чисто да не поздравиш, па ти благодарам многу за ова што го направи. Ти благодарам. Ти си сега во школа во моментов? Не, така? Не, сега сум пред школа. Да не е малце професорката да чуе? Не, Игор, вака, најискреност можеш тука слободно да кажеш, него кажеш презимето, која ти е милена професорка? По англиски. По англиски? По англиски? Да. Зашто? Дека изгледа... Па да изгледа. Добар е акцентот?
Па, добар. Добро, Игор. Дали го предаваше глаголот сум? Игорче, продолжи да ја слушаш нашата емисија, фала ти што се јави. Ништо, жаре. Поздрав, чао. Поздрав и од мене, брат. Чао, чао. Доколку уште некој сака да се јави во нашата емисија и да си помуабетиме, нека се јави на 02 Изгледа само со тебе сака да муабетат. Поздрав, Жаре. 02. Комишен мегахерц, само со Жаре. Поздрав на наставничката. Значи 02 31 31 332. Ќе идеме со реклами, а доколку сакате да се јавите 02 31 31 332, јавете се, нашите оператори го очекуваат вашиот повик. Четири, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Ау, Се враќаме петочко во расположение. емисијата. Секој петок конзумирајте водење љубов. Било добро, Жарко. Не знам дали си пробал во петок да конзумираш некакви... Вика вака, сега ќе кажеме еден факт, една статистика. Во овој момент 3 милиарди луѓе работат, 2 милиарди луѓе спијат, 1 милиарда се пип, а само ти чепкаш во телефонот. Така да немој да чепкаш во телефонот, стани, оди надвор, најди ја својата сродна душа и кажи 2-3 збора. Дали имаме гледач? Слушател на линија, добро е. Ало? Ало, здраво, Добар ден, во програма сте, повелете, вашето име ве молам. Маријан Василевски. Маријан Василевски. Добре дојде во Комичен Мегахерц. Како си, Маријан? Добре, вие како сте? Па супер, фала Богу. Тука со Ата на себе си седиме, си ја водиме емисијата. Дали имаш некаква замерка за нашата емисија, нешто, некаков Не. предлог? Се е во ред, одлично. Да, кажи ми дали уживаш во сонцето надвор, дали го користиш денот максимално, брате? Па, моментално не, на работа сум и така. А, на работа, добро, знаат дека збориш веројатно. Не знаат, ама еве, за ова што ни се јави, јас би ти доделил 2 гратиси за вечерашната представа, многу време за ништо, дали сакаш да ги имаш? Да, не сум ја гледал, може да. Можеш да ја гледаш, да, остави го само името во... на крај не спуштај, да. остани во режија, ќе ти дадат. Ако сакаш нешто да кажеш интересно, кажи, ако не, ти благодарам за јавувањето, брате. Случајно за вардарски постови да нема град. Или не? Не, за сега нема се уште тоа. Гратиси за вардарски пастови евентуално после јануари, правиме сега некоја програма. После јануари ќе делеме гратиси за вардарски пастови, а доколку имаш згодни колешки и не слушаат, поздрави. Марија, се надам дека те расположивме, остани на линија, а јас и Жарко ќе останеме исто на линија со конзумирање на хумор. Хумор и Комичен Мегахерц, а ќе кажам уште еднаш, ајде да направиме трета среќа за сите оние, значи кои што сакаат да се јават во нашето студио и сега да си помуабетиме затоа што гратиси веќе нема да даваме за вечерашната представа, нека се јават на 02 31 31 332. 02 31 31 332. А ако не Нека можете да се јават. разберете со вашата љубена и постојано имате некакви, не знам, оникви Проблеми, закачки, јадачки, дека закачки. нешто ти ми правиш ова, јас ти правам ова, тоа е показател дека премногу се сакате. А за да се сакате уште повеќе, земете вашата љубена и одведете на некое скришно место, јас би рекол во Македонија, нека биде На планина некаде. Берово. Берово, да, има Берово. фантастична Шума. Можете. Да. Еве шега ми од Нема никогаш повеќе да се кара со вас. Вика од средношколец некој ми стигна на Facebook, вика еве средношколска шега за девојките што каже Ата на закарањето, вика кажете и на девојката ајде да вежбаме математика. Прво да се собереме облеката, да ја одземеме, нозете да ги поделиме па да се помножиме. Средношколци, ги Тоа се обожавам тоа, ја средношколците. исто. Поздрав, знае кој го поздравувам, тој што ми пише во моментов. Вака, имам идеја. Ајде, имаш Многу идеја, би било поведи. интересно средношколците да организираат една од овие емисии, не знам како ќе направиме, да ја водиме од средна школа. Од некоја средна школа од час. Ја мислам дека ќе биде генијално. Да, ова ти е многу добро. Значи, класен час со Жарко и Атанас. Класен час со Жарко и Атанас, може организирајте. Дечки, еве апел до вас, ги имате нашите профили на Facebook, не знаете Жарко Димовски и Атанас Атанасовски, доколку организирате нешто и сакате да ја водиме вашата емисија, нашата емисија од вашиот клас, некако сплотени и собрани, слободно дајте ни Со се предлог. класната и Со се педагогот. класната, апсолутно и директорката, ако имате, без директори ве молам, и ќе биде многу добро затоа што ќе биде доста интересно. Да, ќе биде навистина интересно и шекерна волна ќе оди гратис. Дали си обожавател на шекерна волна, Жарко? Да, јас сум обожавател на
Стаклена волна. Сега наредив дома куќата со стаклена волна. Ајде сега вака јас ќе дадам еден предлог. Доколку сака некоја средно школка да се јави и да ја доделам јас 2 гратиси, нека се јави на 0231313332. Доколку сака Атанас да ја даде гратиси, нека се јави на 0231313332. Значи, Жарко, Истиот број, така да ние доделуваме гратиси. Треба да ги Јавете прочитаме се. законите на нашата држава, затоа што можеш некогаш и да бидеш обвинет за нешто што не си ни свесен дека го правиш. Не, јас чисто доделувам Не гратиси реков- за вечерашната представа, ништо друго, Атанас. Јас не реков ништо за тебе, реков за општо за тие луѓе. За тие. Таквите. Сите Што што се сака? возите во такси, многу интересно сега кога седите позади таксистот да му брцнете во уво. Ама внимавајте дури на црвено, немојте додека вози затоа што може да помисли дека го каснало оса. Не, уште е подобро доколку седите позади шоферот, позади таксистот, на момент затворете му ги очите. Значи само на момент. Ставете ги рацете и затворете му ги очите. Мислам дека Искуство, ќе имате да. доста интересна Искуство што ги го емисија. паметите. Да јавете се за гратиси за вечерашната представа многу врева за ништо или Much Ado About Nothing. Much Ado About Nothing, тоа беше нашиот Васил Михаил. Уште 3 минути има за емисијата, ајде 0231313332, тој што ќе има најбрзи прсти ќе се добие 2 гратиси за вечерва. Да, Доколку е инаку женство. Васил Михаил би доделил билети за вечерашната представа многу врева за еве го телефонот звони како што слушнав од режија. Се јави некој. Ало, програма сте повелете. Ало? А не, за нас вајда тоа си се приватно јавуваат по радиото. Васил Михаил би рекол, желбата за она што го немаме не дозволува да се радуваме на она што го имаме. 3 точки, Така, точка. Тој Инаку, точките би ги изиграл. Ако не можете да добиете линијата на ова радио, е тоа затоа што има приватни разговори нашиот режисер. Што ајде, имаме слушател? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Лазар Николов на телефон. Како си, брате? Одлично е возња малку со другари. Па сакам да ја поздравиме само емисијата. Поздрав, Лазо, и до твоите другари во автомобилот што сте сега сите. На кај возите? Чекај, само ти дали возиш? Само не, ја возам другарите, ја ги во позадина. А да ги поздравиш Возам на другарите, Капија. шо прават? Дека сте. Од кај не слушате, од кој дел? Од Демиркапија. Демиркапискиот регион. Многу го поштуваме Демиркапискиот регион. Имате добри кафанчиња таму. Јас и Атанас ги знаеме скоро сите. Ајде повелете на тиквешијата. Ете така, поздрав до другарот што седи позади тебе, нека не ти ги затвора очите додека И нека не ти збориш. брцкаат во уво. Поздрав, Да. голем другарчиња, фала Чувајте што се јави. браќа од Држте се. Демиркапија. А што току добив е исто една мала жалба од еден наш фан женски, вика прошетајте и по факултетите, не само во средно, дискриминација. Добро, Жарко, ти како добро, како може- наоѓаш комуникација или ти ги измислуваш овие комуникации? Не ги измислувам затоа што имам фан пејдж, ти не го знаеш уште. Ќе ти го кажам. Добро. Друг пат. Ако Значи, сте добро, фанови можеме на и во- Жарко, лајкнете го. во амфитеатарот на одредени факултети да дојдеме и да ја водиме емисијата. Мислам дека исто така нема да биде лошо. Жарко инаку помага за семинарски, да знаете вие од факултетите, и помага да за држам часови по математика. часови по математика и јога. Јога и Јога, математика, Жарко ги има споено во едно, се вика јоматика. Јогоматика. Добро, мислам дека времето ни истекува. Атанас, кажи уште нешто, ајде. Вака, јас би сакал да се запишам пак на факултет. Ве молам за следната емисија да ми предложите на кој факултет да се запишам и нема потреба, нема да се запишам, ве лажам, неќам да ви заврши оваа Имаш наша уште емисија. 2 испита за докторската, те молам. Така, прво, не сакам стани оваа емисија доктор. да ви заврши со лага, затоа ќе ви кажам една вистина. Жарко е Леонардо Ди Каприо. Тоа точно така. Тоа е На хуморот медицина Атанас. да сум се запишал. Ведриот Атанас, човекот би сакале да те видат во мантил, доктор Атанас Атанасовски. О, вау! Замислете го тоа. Добро, не го замислувајте. Добро, вака ќе кажам Јас јас. сум доктор исто, да, во моментов уште 2 испити имам и ќе бидам доктор. Точно така, да. Појадење, Појадење Фалафели. Значи вака благодариме до средношколецот што ни се јави, благодариме до Маријан и благодариме Лазе и неговите другарчиња. Лазе свирни 3 пати сега во чест на нас да сме живи и здрави, и фала ви на сите кои што бевте денес со нас со Комичен Мегахерц, кои што не isтрпивте додека ние викаме на вашиот етер во вашите радија и во вашите домови, бла 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 бла. Добро, бла. Жарко, завршната реч требаше да биде кратка. Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници, водители на емисијата Леонардо Ди Каприо, Атанас Атанасовски, датум на емитување на емисијата 11.11.2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Чувајте се, сакајте се и кажете си по една лага, затоа што денеска е 1 април. Се најдобро. И пуштајте македонска музика. Ве сака Атанас, ве сакам јас. Леонардо е тој. Чао, Чао. чао.